Повестите во 8 часот, нова важна тема во Македонија наутро, се помалку бебиња се раѓаат, демографските бројки стануваат се поалармантни. Се разбира, ова не се само податоци за нашата држава и на ниво на Европска Унија. Од година во година имаме бројки кои што за жал се повеќе и повеќе поразителни во однос на демографијата. А слични се трендовите и во Македонија. Од податоците од 2024 година јасно се гледа дека населението е намалено за повеќе од 4.000 луѓе. Што значат овие бројки и зошто имаме вакви демографски трендови, но најважното какви решенија се потребни. За сето ова разговараме утрово со националниот координатор за демографија, млади и човечки ресурси, господинот Влато Ѓорчев. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до вас и до сите оние кои што не гледаат низ цела Македонија. Фала за поканата. Господине Ѓорчев, важна е темата за која што ќе разговараме, затоа веднаш преминуваме на првото прашање. Се соочуваме со сериозна демографска криза, има ли простор за пресврт? Можеме ли да бидеме оптимисти? Бројките што ги споделивме се и на европско ниво, за жал. Пресврт може да има ако ние го направиме. А пресврт може да има доколку навистина оцениме дека во нашите лични животи децата се приоритет, дека ги сакаме децата, дека децата се нашето најголемо богатство. Значи, Македонија ќе има онолку деца колку што сите ние заеднички ќе имаме деца, колку заеднички ќе родиме. Така што трендовите се и тоа како неповолни, но се тоа се минува преку личната одлука на поединец. Дали сакаме да бидеме родители, дали сакаме да имаме деца, што е она што ќе остане позади нас кога еден ден се тоа ќе заврши и кој ќе биде нашето потомство, значи кој ќе биде нашето ехо во вечноста. Најголемо ехо во вечноста на секој еден поединец е, нели, детето и децата на нашите деца, значи да проложи лозата, да проложи семејното стебло, да проложи животот. Така. Податоците покажуваат дека новородени во Македонија има се помалку со децении. Кои се главните причини за овој тренд? Пева е, например, 1950 година, во многу потешки услови. Тоа е кога се раѓале, например, во мојата генерација, моите родители. Значи, 1950 година во Македонија има 50.000 родени деца, во многу потешки услови. Во 2024 има 16.000 родени деца. Значи, да, Македонија е земја во која што има голем број на проблеми. Луѓето ги тишти секојдневието, екзистенцијата, економските прашања. Но таа 1950 година во Македонија немало никаков интернет, немало ниту еден телевизор. Имало, не знам, можеби во цела држава 100, 200, 300 или 500 автомобили. Немало супермаркети и така натаму и така натаму. Значи немало работи кои што се секојдневие за нас, а имало 50.000 родени бебиња. Погледнете генерацијата на нашите баби и дедовци. Моите баби и дедовци се родени 1916, 1918 година, 1911 и 1919 година. Тогаш биле по 5, 6, 7, 8 или 10 деца во семејството. Во многу потешки услови во време на Прва светска војна во која што загинале 20 милиони луѓе, низ која што поминувал фронтот во Македонија и во која што Македонија имало секојдневна глад. Значи, да, сега е друго времето, поинакви се поправите, апсолутно е тоа сето така, но, како да ви кажам, велат луѓето се сменија времињата. Да, се сменија времињата, но се смени и луѓето. Денес луѓето, генерално, и во светот, и во Европа, многу полесно се откажуваат, но мислам дека никако не треба да се откажеме од децата, од семејството и од иднината. Иселување на младите луѓе е една од, ајде ќе наречам, ризик фактор, кога станува збор за тема демографија, особено на жените во фертилен период. Колку се тоа влијае врз намалувањето на наталитетот и дали, можеби доколку повеќе би се работело на овој проблем, би можеле да имаме некои поубави бројки во годиниве пред нас? Па, од Македонија имаме 200 години наназад, имаме иселување. Значи, ако ја погледнете нашиве песни, тие се печалбарски. Ако погледнете лектирите кои што ги читавме и во основно и во средно образование, таму се работи за печалба, за гурбет, за заменување во туѓина и така натаму. Дури до Австралија, кога немало ни интернет, ни со параходот, не со бродот, со параходот. Но тогаш
лесно се компензирало тоа затоа што имало многу деца. Например, дедо ми биле 10 деца и сега од тие 10 деца 2 да појдат во странство или 3 дури да појдат во странство, пак 6, 7, 8 останале во Македонија. Имало и за во град, имало и за во село, имало училиштата да се наполнат, имало и кој да биде на нива, и кој да оди на факултет, и кој да работи, и така натаму, и така натаму. И сега, денес во Македонија имаме ситуација каде што генерално во Европа има тренд на возраст од 40 години. Значи, веќе зборуваме за граница, фертилна граница. Значи, после тоа, нели, особено за жените, зборуваме за постфертилно население, биолошки. Иако да, може да се случи некој да роди, но генерално голем процент на децата се раѓаат до 40 години. Имаме ситуација каде што на возраст од 40 години, помеѓу 30 и 35%, 1/3 од младите или од луѓето немаат деца. Од тие кои што имаат деца, половината имаат едно дете. Тоа значи дека половината од децава немаат брат или сестра. Тоа е лична одлука на поединец. Значи нема да се мешаме во било чија лична одлука, тоа е лично право, дали ќе стапи во брак, кога ќе стапи во брак, дали ќе има деца, колку ќе има деца и сето останато. Но должни сме како општество да го констатираме тој проблемот. Тоа е дека ни се празнат училиштата, дека нема доволно деца на игралиштата, дека едноставно снемува луѓе. И ако погледнеме, например, во Европа, земји со најнизок фертилитет, многу понизок од Македонија, се земји како Швајцарија, како Финска. Значи, Швајцарија има БДП по жител, речиси $100,000 годишно. Финска ги има сите можни погодности, социјални права, градинки, домување, стимулации, субвенции, додатоци и така натаму. Има многу помал фертилитет од Македонија. Италија исто така, Италија губи 1000 луѓе дневно, има 370,000 родени годишно. Некаде бројката на починати луѓе има околу 700,000. Значи, до 800, зависи од година до година каква е смртноста. Германија губи околу 1000 луѓе дневно. И така натаму, и така натаму. На ниво на Азија, например, најнизок фертилитет има Јужна Кореја, која е супер богата. Јужна Кореја ги има и Samsung, и Kia, и Hyundai, и LG, и еден куп брендови одлично стојат, имаат убедливо најнизок фертилитет на светот. Сингапур, супер богат, 0,87, Македонија има 1,5, значи двојно поголем наталитет имаме. Јапонија губи 2400 луѓе дневно. Значи, Јапонија е во една страшна демографска криза. Канада има фертилитет од 1,1, Полска 1,0. Значи, земји кои што се супер развиени, но едноставно, како да ви кажам, во тоа секојдневие, брзање, преокупации, загубени се децата, загубено е семејството, се одлага бракот и сето останато. Така што да резимирам, значи да, факт е дека во Македонија имаме иселување, треба да работиме да го намалиме иселувањето. Веќе имаме во одредена мерка и враќање на одреден број луѓе, не велам дека се уште немаме иселување. Имаме иселување кое што е големо. Но, за разлика од периодот пред 3-4 години, го забележуваме и го гледаме трендот на враќање на луѓе. И тоа треба да го стимулираме и работиме на тоа. Но истовремено, уште еднаш ке речем, колку и да го намалиме иселувањето, што треба да го направиме, не може тоа да го компензира имањето на деца. Порано сме имале многу поголеми иселувања, 50 години, 60 години, 70, но сето тоа се компензирало со голем број на деца, со многодетни семејства. Едно така. само подпрашање, кога сме кај трендовите, да бидеме малку и позитивни. Сигурно има и општини во Македонија со кои што можеме и да се пофалиме дека можеби некогаш оделе во надолна линија по број на новородени деца, но ете денес е пример дека чинам дека имавме само пред некое издание на утринската програма случај во Битола, мислам дека беше, или за Штип. За Штип, чинам дека беше, после подолго време, да, колешката Славица сподели таква информација. Ајде малку и да бидеме позитивни, значи дека не оди се во надолна линија, дека можеме малку сите да поработиме и погласно да зборуваме за оваа тема, бидејќи свесноста на ова многу игра важна улога. Ги кажавме примерите на богатите земји, не е значи до парите. Да. Како ви кажем, ова е еден океан на тема, огромна тема. И пак доаѓаме до тоа дека клучна е личната одлука на поединец. Значи, јас
еден период пред 10-15 години беше период кога моите другари, моето друштво, моите врсници масовно се маже и жене. И сме зборувале за овие теми. Сега, нели, ќе има некој дилема во Владко, дали треба второ дете, треба или не треба, дали трето, дали да се мажам, дали да се женам. Мојот одговор бил секогаш афирмативен. Значи, да, навистина, никогаш не е рано да го направиш вистинскиот чекор, или никогаш не е доцна да го направиш вистинскиот чекор. А бракот, семејството и децата се секогаш вистинскиот чекор. И да, иако нели има случаи кога едноставно не успеала работата и тоа е дел од животот, но зборам за зона каде што има драйв, каде што има љубов, каде што има надеж. И она што можам да го кажам, се зборува со огромен број на луѓе, тоа е дека нема ниту една мајка или татко кој што родил дете да зажалил за тоа. Значи сите велат, прекрасно, да е најбава работа. Чекај што не почнав порано, или чекај децава сега имаат братче или сестрички, имаат кој со кого да си игра. Значи во тој дел државата може да направи градинки и го правиме тоа. Социализација, интеракција меѓу децата, но најважна е интеракцијата и социализацијата дома. А тоа е едноставно да си имаш, колку имаш брат или сестра, имаш дружка, имаш друштво и да не видат нели тоа само оние телефони, скролање и сето останато. Тогаш кога имаш брат или сестра, тоа е релација која што ќе трае најдолго во нашиот живот. Затоа што родителите кои што ги имаме еден ден ќе заминат. Дали ќе заминат кога ќе имаме 45, 50, 55 или 60 години, во еден момент нашите родители ќе заминат. За нашите деца ги немаме, доаѓаат подоцна, доаѓаат на 25, 30, 35 години. Но браќата или сестрите се тука за целиот наш живот. Така што тоа секој нели треба да размисли за себе, да оцени за себе, но нема ниту една мајка или татко кој што родил дете, а да зажалува заради тоа. Во изминативе години беа воведени различни мерки за стимулирање на наталитетот. Зошто тие не донесоа резултати? Голем број на мерки донесоа резултати. Значи, оној период од 2006 година до 2016 година бе вклучен исто така и во тие мерки. Македонија беше и тоа како демографски успешна. Периодот од 2017 година со шарените промени и сето останато до 2024 година беше демографска катастрофа и демографска катаклизма за Македонија, најголема во Европа. Значи, во оној период од 2006 до 2016 година Македонија беше единствена земја во Европа. Значи, зборуваме од Португал преку Шпанија, Италија, сите балкански земји во кои што се зголеми бројот на новородени деца. Не многу, 3,2%. Значи, од 22.566 родени деца дојдовме до 23.002, што не е лошо. Во исто време, значи со тоа зголемување од 3%, во исто време имате земји кои што паѓаа по 10%, 15 или 20%. Сите овие кои што ги набројав од Португалија преку Италија до Балканот. Бројот на третородени деца во тој период 2013, 14, 15 година на ниво на Македонија го зголемивме 40%. Тоа беше сериозно зголемување. И тогаш во 2016 година, пред да биде промената на власта во 2016 и 2017 година, оставивме 23.000 бебиња. Предходната влада и остави на Македонија во наследство 16.000 родени деца. Значи, Македонија во овој период од 6-7 години беше земја покрај Украина, која што имаше војни услови. Значи, Украина да ставиме на страна затоа што има војна и милиони бегалци, илјадници загинати. Македонија беше земјата која што имаше најголем пад во бројот на новородени деца. Значи, страшни бројки. И сега од таа ситуација едноставно треба да одиме понатаму. Така што пораката е дека се работи на поголем број на мерки, се работи на политики, но сите тие политики, огромен број од нив, се пробани во голем број на земји, што ги набрав пред малце, и во Јапонија, и во Сингапур, и во Јужна Кореја, и во европските земји, цела дузина на европски земји, но личната одлука на поединец е едноставно незаменлива. Затоа што уште еднаш на вистина семејството и децата се нашето најголемо богатство. Но ето, ако ги видиме бројките до 2016, факт е дека демографска стратегија дава
резултати, нели? Колку кога зборуваме и за личните желби на поединците и на семејствата, дали дел од тие приоритети можеме да ги примениме денес, дали се применливи, бидејќи поминати се 10 години од тогаш работите се менуваат и ете, можеме ли да наброиме неколку главни приоритети во моментов на кој што ќе бидеме насочени по повод оваа тема? Во делот на градинките имаме голем број на отворени нови градинки или доградено реновирани и не знам, премиерот Мицковски секој 2 недели дали отвора некоја градинка, дали почнува со работа, камен темелник и слично. Така што во делот на градинка како помош на жените и на семејствата кои што работат, мислам дека имаме голем напредок, иако да, имаме уште неколку средини во кои што се уште има листи на чекање, каде што треба да ги зголемиме капацитетите и работиме на тоа. Значи, во делот на градинките, солиден напредок, треба уште повеќе. Во делот на инвитро оплодувањето, затоа што голем број на двојки се соочуваат со дали со неплодност, неможност да се зачне дете и така натаму. Во тој дел го зголемивме, значи во 2008-2009 година воведовме бесплатна инвитро процедура, бев вклучен во тоа. Пред 6 месеци добив и едно признание, една плакета од нивното здружение, едно прекрасно здружение кое што е наречено До бебе по пат на инвитро. И од тогаш до денес имаме повеќе од 15.000 родени деца со инвитро постапка. 15.000 деца, тоа ви е, како ви кажам, да се наполни градски стадион. Ме разбирате или не знам, да се наполнат 2 сали Борис Трајковски со бебиња, што е прекрасна работа. Значи, во тој дел рековме сега пред 6 месеци дополнително, наместо 3 обиди за инвитро оплодување, се велиме 6 обиди. И процедурата на одлучување и постапката да не трае 3 месеци, туку да трае 2 недели. Значи, многу побрзо. Во делот на домувањето исто така сакаме да работиме, така што во делот на домувањето ќе имаме погодности, особено за млади брачни двојки, имате и поголем број на општини кои што веќе работат на тоа и цела низа на мерки, така што демографската стратегија треба да објавиме наредниве 2 до 3 месеци, ќе има поголем број на мерки таму, работиме на тоа, но уште еднаш ќе речам, попустони се сите можни стратегии, анализи, физибилити студии, бројки, графикони и сето останато. Она што е најважно генерално и на светско ниво, тоа е личната одлука на поединец, тоа е едноставно, знаете како велат, една слика 1000 зборови, како ја прегржнеш детето, како ја осетиш таа емоција, кога како ја кажем, ќе му помирисаш косата, тоа е едноставно безценато. Тоа не е 1000 зборови, тоа не е 10.000 зборови, не е 100.000 зборови, тоа е милиони и милиони зборови, емоции и љубов. Господине Ѓорчев, да го заокружиме денешниот разговор со прашањето или претпоставката дека ако овој тренд продолжи, како би можела да изгледа демографската слика на Македонија за 20 или 30 години од сега, за сето ова што го разговаравме, можеби и пореално да го замислиме. Но да бидеме оптимисти, да не продолжи, да кажем. Нема биде добро ако продолжат трендови, апсолутно нема да биде добро. Македонија не треба и не смее да дозволи да биде дом за старци. Значи, ние ги сакаме, или старите луѓе, пензионерите, сите ги имаме, тоа се нашите родители, но еднината е во младите. Значи, или ако зборувате со било кој постар човек ќе рече, што најмногу те радува, најмногу ме радуваат моите внуци. Така што нека биде живот. Нека нашите училишта не бидат празни, тука да бидат полни со деца, да има врева, да има плач во родилиштата, да има во игралиштата или во градинките, да има деца да трчаат по наши улици. Така што, како да ви кажем, бројките се неповолни и ние можеме како општество, не само ние тука и цела низа на европски земји, можеме да направиме се, можеме да направиме патишта, автопатишта, фабрики, погони, се останато, но сето тоа е џабе ако нема луѓе. Значи имате земји кои што се во Африка, кои што се во Азија, кои што се во Латинска Америка, кои што економски не се на завидно ниво, но кои што имаат и тоа како демографска виталност, кои што имаат деца, висок наталитет и фертилитет и така натаму. Така што, да резимирам за Македонија, ова е клучно прашање за еднината на Македонија. Ова е важно семејство и поединечно за семејствата. Значи не е се едно, нели едноставно едно семејство
кое ќе му биде наследството на тоа семејство, што ќе остане позади нас и позади него. Така што, ето, тоа е тоа. Секој од нас нека има по некоја воздишка, нека размисли за себе и што е она што ќе не прави среќни, што е она што ќе не радува за 20, 30 или 40 години. Така што во тој дел сите знаете што ви посакувам. И тоа е тоа. Нека има живот, нека има деца. Благодариме за гостувањето. Благодарам.